Ka momente që të flasim pak për bizneset, për ato të vogla dhe të mesme, mirë po kësaj radhe më tepër duke u fokusuar tek startupet. Një fjalë e cila i takon pak më tepër pjesës së bizneseve, por ne do flasim për të njëjtën dhe si në fakt të vim nga një gjendje startupi në një kompani e cila është zhvilluar dhe ka përshkallëzuar në suksesin e saj, mirë po gjithmonë duke marrë hapa të zgjuar dhe të qëndrueshëm. Dhe në fakt me mua këtu në studio janë dy këshilltar biznesi. Kemi të bashku në studio Danqo Dimkov, dobro një dojdofte. Dobro ve najdov. Dhe kemi Natasha Razmovska, dobro një dojde Natasha. Dobro ve najdov. Che sbrovame za startupot i da kažeme koja компаниите се така развиени во супер позиција, но да објасниме за сите наши гледачи што значи тоа scale up и како се разликува од стартапот. Така, најпрво ви благодарам на поканата да присуствуваме тука. Како консултантска компанија работиме и со стартапи и со скейлапи, затоа можеме да направиме добра разлика меѓу двете. А кога зборуваме за стартап, тоа значи компанија која што туку започнува со својот бизнис и се уште нема докажано бизнис модел. Тоа значи пивотираат, експериментираат, пробуваат и се уште немаат стабилни приходи. Од друга страна, Scale-up е веќе компанија која што веќе има докажан бизнис модел и кај нив фокусот е веќе како да се оптимизираат процесите, како да бидат поефикасни и самиот збор Scale-up од англиски е како да почнат експоненцијално да растат. Од секојдневието и работењето со предпријатија и компании, кои се тие најчести слаби точки на нашите компании, особено во пазарот во Северна Македонија? Па тоа што досега сме го виделе во работењето со компаниите, генерално најчестите проблеми се што или компаниите немаат доволно податоци, не собираат податоци за нивното работење, или имаат премногу податоци, значи имаат системи со кои што може да ги соберат податоците, меѓутоа не знаат добро да ги интерпретираат. И тука доаѓа клучно повторно прашањето каде што бизнес диагностиката може да помогне, да се увидат каде има потенцијални проблеми врз база на тие податоци и да се носат одлуки кои што се базирани на тие информации за да се постигне подобар успех. Може би често и се случува, особено кај стартапите, можат да заглава, да кажеме вака, и не знаат кои се тие следни чекори кои што би требало тие да ги превземат нормално за да излегуваат од таа состојба. Што би требало да направат во таа состојба, особено малите и средните предпријатија? Па, многу честа појава е да заглават компаниите, меѓутоа така и се расте. Значи, со секоја премината препрека тие стануваат подобри, поголеми, посилни. Сега, исто како и кај луѓето, кога заглавуваме, бараме надворешна помош. Дали е тоа консултант, дали е тоа бизнис диагностика. Го земаме најчесто пример бизнис диагностиката со одење на доктор. Например, доколку сте заглавени или болни, како луѓе одиме на доктор каде што пробуваме да откриеме што ни е. И сега бизнис диагностиката тоа е како алатка доктор, зашто при различни испитувања, дали е крв, дали е различни делови од телото, докторот има главна функција да утврди каде е проблемот за да може да се третира тој проблем. Со бизнис диагностиката е исто каде што низ различни анализи во компанијата, значи се прави анализа во финансиите, дали има проблем таму, потоа се прави анализа во маркетинг, во продажба, можеби проблемот е таму. Значи во диагностиката исто се проверува и во HR, дали од вработените, дали од перформансот, дали од квалитетот. Во диагностиката исто и не само внатре се гледа и обкружувањето, како се пазарот, како е конкуренцијата, меѓутоа сето тоа има функција на диагностика, како кај доктор да се утврди кој е главниот проблем, зашто многу пати компаниите доаѓаат кај нас, имаме проблем во продажба, меѓутоа малку подлабоко ако се провери, утврдуваме дека не е проблемот баш во продажба, туку продажбата е симптом, доколку главниот проблем е некаде на друго место во компанијата. И заради тоа, кога компаниите се заглавени, преку диагностиката всушност добиваат јасност каде се, што се и во која насока треба да продолжат. Која е улогата на диагностиката која се работи за една компанија да оди према скейлапот? Према скейлапот?
Па, видите вака, диагностиката е алатка и сама како по себе има функција да помогне за да се растат компаниите. Например, како собственик на компанија, најчесто имаме различни одлуки, дали во скейлапот, значи за раст, дали да се отвори нов производ, да се додадат нови производи во вашето портфолио. Друга алтернатива за како може да растите е да отворите нов пазар, да отидете на други пазари да продавате, или пак сакате поголем пазарен удел во постоечките пазари. И сега, во сите тие опции не знаете која опција е подобра од која и која опција всушност е најдобра за вашиот бизнис, и тука доаѓа диагностиката како алатка која што може да ви помогне да се видат предностите и слабостите на секоја од можностите, да се видат интерните сили како компанија кои се вашите силни страни, да се види конкуренцијата, каде што кои се па нивните слаби страни, и на преклопот каде што конкуренцијата е слаба, вие сте силни, се всушност насоките во кои компанијата треба да расте. И сега како собственици или бизнис менаџери, многу е тешко недвосмислено да се погледне во собствената компанија и да се види кои се тие можности. Диагностиката, бизнис диагностиката како алатка е супер можност како можете да го видите тоа во собствената компанија. Наташа, вие работите особено со мали и средни предпријатија, но дали може да споделиме и за нашите гледачи, можеби тие success stories или пак историја некоја за некој бизнис кој што прескокнал од мал или пак стартап и сега е во скейлап ситуација, и кои биле тие најклучни моменти можеби? Да, секако. Значи, ние работиме генерално со стартапи, меѓутоа и скейлапи, но она што е интересно кај стартапите, тие кога започнуваат се во фаза на некој MVP, прототип, идеја која што тогаш ја реализираат, и најчесто кога доаѓаат кај нас, доаѓаат да им помогнеме да одредат на кој пазар би можеле да го продаваат производот, меѓутоа она што е клучно, како што каже и Данчо, тие се уште во фазата на експериментирање, и многу често утврдуваме со диагностиката дека пред да почнат да продаваат треба да утврдат дали постои добар фит на производот на пазарот на кој што сакаат да продаваат. И имаме некои пример стартапи, платформи, софтверски компании кои што со помош на нашите кампањи, каде што сме тестирале различни пазари да видиме како нивните производи би поминале на тој пазар, сме добиле добар маркет фидбек, и од тој маркет фидбек потоа тие можеле да дознаат информации како што би можеле да подобрат на нивните производи, кои функционалности, како подобро да го продадат производот на конкретниот пазар, која ценовна стратегија би требало да оди на тој пазар и така натаму. И најчесто пример станува збор за компании кои што се од Балканот, од Македонија, па сакаат да одат на странски пазари, па ние утврдуваме нели со која цена на кој пазар да се оди, на кој таргет и така натаму. Значи, овие би биле тие клучни чекори за компаниите. Да, значи токму тука бизнис диагностиката помага, бидејќи голем дел од компаниите мислат дека секогаш е првиот чекор продажбата и дека треба веднаш да се продава, меѓутоа некогаш треба да се оди еден чекор наназад, да се види дали постои добар фит на пазарот и да се продолжи да се нудат понатаму производите. Ние сме при крај на нашиот разговор. Последно прашање би било каде ја гледате иднината кога зборуваме за во Македонија, особено за малите и средните предпријатија, да речеме за следните 5 години? Па јас сум оптимистична во тој аспект. Мислам дека во Македонија има и ќе има се уште доста креативни и иновативни бизниси, кои што нели во денешно време со помош на технологијата и се што ни е достапно може да растат и глобално, значи на интернационални пазари, и да пробијат нели на тие сегменти многу лесно. А од друга страна исто така и малите бизниси ја имаат флексибилноста како нивна предност да може и лесно да се адаптираат на сите тие промени и затоа да стигнат до тие интернационални пазари. Меѓутоа треба да бидеме внимателни, бидејќи кога станува збор за глобалните пазари, нормално дека има и глобална конкуренција, и со тоа доаѓа до нели висока конкуренција со ниски цени од други пазари кои што може да понудат пониски цени на одредени производи, и мислам дека повторно тука диагностиката може да игра клучна улога, каде што ќе им помогне на компаниите поефикасно да работат, со тоа да може да постигнат помали трошоци, пониски цени и да бидат конкурентни на овие пазари. Дали имаме исто оптимичка гледна точка и од вас, господин Данчо, за следните 5 години? Да, значи
живееме во свет каде што е премногу оптимистички овој период, бидејќи има премногу можности. Значи, пред 10-20 години за стартап или за скейлап било најчесто ограничено на територија на Македонија. Значи, не се размислувало ајде да одиме на светски пазари, а сега со интернет, со вештачката интелигенција, толку многу можности има кај компаниите кои што би било штета да не ги искористат и да не ги користат за да отварат дали нови пазари или па да иновираат со нови производи на македонскиот пазар. Фала ви многу и на двајцата што гостувавте на оваа тема. Ви благодариме на поканата. Nem mbyllim këtu këtë pjesë nga startupi në scale up apo nga një biznes i ri në një biznes me suksese, dhe si gjithmonë ky aktivitet mbështetet në kuadër të projektit për modernizim zvicerian të zbatuar nga Swiss Contact dhe përmbajtja e shprehur nuk duhet të mirret sipas qyrim i pikpamjeve të donatorit dhe zbatuesit.